Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Во текот на изминатата ноќ Кочани се соочи со обилни врнежи од дожд кои предизвикаа поплави и материјална штета на повеќе објекти во градот. Во текот на денот се правеше увид на терен и се санираа последиците што ги предизвика надојдената вода. Повеќе од Тони Ајтовски. Екипи на комуналното предпријатие Водовод и на територијалната противпожарна единица од изутрината ги санираа последиците од обилните врнежи од дожд што во средата доцна вечерта го зафатија градот. Порената вода што се слеваше по улиците во централното градско подрачје поплави дел од дуќаните во трговскиот центар, а материјална штета има и кај дел од стопанските фирми и јавните институции во старата индустријска зона, каде нивото на водата достигна и до 1,5 метар. Врнежите траеја близу час и половина, а атмосферската и фекалната канализација не можеше да ја прибере надојдената вода. Комуналците од Водовод уште ноќеска почнаа со расчистување на наносите од земја и отпад од улиците, а се решаваа и проблемите со затнатата канализација. Имавме дополна направено во противпожарната станица со 5 луѓе кои побараа помош за да одат на интервенција со нив. Имавме околу 20 луѓе по улиците кога помалку престана дождот за чистење на наносите од земја и од камења кои што беа по самите коловози. Од Сабајле, значи, исто така сме на терен, одиме каде што имаме запушени канализации од камења и од земја да ги отпушуваме. Комунална хигиена е во полн капацитет, работи на повеќе места за отклонување на истите тие наноси, така да денеска очекуваме да горе-доле градот се врати во една нормала. Големи проблеми со поплавата имаше во источниот дел од градот, а во текот на ноќта ангажирана беше територијалната противпожарна единица, која имаше 13 поголеми интервенции за црпење вода од подруми и простории на приземе во индивидуални и јавни објекти. Исто така било интервенирано и кај 2 пожара предизвикани од краток спој на електрична инсталација. Поради поплавениот коловоз, неколку часа во прекин беше и сообраќајот на улицата Глигор Апостолов Гочо кај основното училиште Свети Кирил и Методи. Поплавени се и простории на Агенцијата за вработување, како и на приватни компании во индустријската зона во источниот дел на градот. Со екипите на терен беше градоначалникот Никол Чуилиев, кој посочи дека поплавите од невремето на површина ги изфрлиле направените пропусти и грешки во минатото, посебно при легализација на објекти што се градени врз каналите. На нас како локална самоуправа ни се наметнува проблематика да целиот овој потек уште еднаш го скенираме, се направат проекти со кои што еднаш за секогаш ќе ги канализираме овие води, атмосферски води кои што доаѓаат и ќе се потрудиме сите заедно да во иднина ги намалиме овие проблеми со кои што се соочуваме во време на невреме. На вистина, синоќа во еден краток временски период падна огромна количина на вода, дека тоа е работа што се случува можеби еднаш во неколку години или неколку децении. Меѓутоа, сепак во колку одредени работи сите заедно ги преземавме на време, веројатно и штетите и последиците ќе беа далеку помали од колку што ги имаме денеска. Штетите што ги предизвика поплавата се големи во населбата Усова Чешма и на улицата Македонска, како и во близина на долот кај Трајаново Трло, каде водата се слевала се до крстосницата на Киро Кикенски со Тодосија Паунов. Планираме на место каде што влегува главниот канал, а под земја, тој простор под каналот да биде исчистен, а понатаму да направиме еден проект каде ќе го канализираме овој потек од каналот. Исто така голем проблем имаме и на улицата на спојот на Ѓорги Пулевски со Климент Охридски и таму имаме исто така направено големи штети од синоќешните дождови и таму имаме услови да се направи една атмосферска канализација која што ќе ја канализираме до постоечкиот канал. Екипите за расчистување на последиците од поплавите работеа во текот на целиот ден, а доправа ќе се сумира висината на штетата, особено кај трговските и стопанските фирми, чии производи, машини и опрема со часови останаа под вода. Ќе се става во функција стариот пат Виница Делчево. Истиот делумно беше асфалтиран, а сега започна уредувањето на останатите 3100 метри. Патниот правец Црн камен Калиманци, кој делумно беше асфалтиран далечната 1993 година, не е заборовен од оваа локална власт. Градежната механизација на Македонија пат започна со уредување на 3100 метри, колку што остануваат за комплетирање на овој регионален патен правец.
Ова е стариот пат кој ги поврзуваше општините Виница и Делчево и кој беше асфалтиран, но и цели 3 километри земјена површина. Градоначалникот Ивица Димитров на терен го означи стартот на оваа инвестиција и истакна дека го радува фактот што како општина успеале да обезбедат солидна сума средства и да заокружат еден проект кој е во статус-кво ситуација речиси 3 децении, започнат, но не и завршен. Со средства во висина од 19 милиони денари кои ги обезбеди општината Виница преку јавното претпријатие за државни патишта, стартува финализацијата на овие 3100 метри во широчина од 3,5 метри. Со ова ќе се добие уште едно ново квалитетно сообраќајно решение за поврзување на Виница со соседната општина Делчево и секако едно големо олеснување за жителите од рицкопланинските населени места. Комуналното претпријатие Водовод ќе набави нови потопни, центрифугални и столбни пумпи за вода. Огласот за набавка е веќе објавен, а опремата ќе се користи за реализирање на обврските што ги има фирмата за хортикултурно уредување и снабдување со вода. 14 нови хоризонтални центрифугални потопни и столбни пумпи за вода планира да набави комуналното претпријатие Водовод пред почетокот на есенската сезона. Со тоа би требало да се задоволат потребите за сите обврски што ги има предпријатието околу хортикултурното одржување на јавните површини, но и за обезбедување вода за други потреби. Јавниот повик за избор на понудувач на опремата е веќе објавен и иако не е истакната проценатата вредност на опремата, сепак во споредба со сличните набавки од минатите години се очекува да се инвестираат над 1 милион денари без обврските за данок на додадена вредност. Според техничката спецификација, пумпите се со различна моќ и проток. Освен опремата, фирмата што ќе се јави како понудувач треба да ја обезбеди монтажата и придружните материјали за неа, како и тестирањето на пумпите пред почетокот на користењето. Од понудувачот се бара да испорачи соодветна опрема која ќе биде потребна за непречено функционирање на набавените пумпи. Со оглед што јавниот повик трае до 24 јуни, доколку процедурата за набавката помине според планирањата, добавувачот има обврска испораката и инсталацијата на опремата да ги заврши во период од 1 месец, односно токму за престојната есенска сезона. Инаку слична набавка имаше и минатата година, кога за потребите на комуналното претпријатие на фирмата добавувач Ваталко од Скопје и беа исплатени нешто повеќе од 1 милион и 200 илјади денари. Пресконференција одржа општинската организација на СДСМ од Кочани, на која беа презентирани дел од мерките за поддршка на младите во државата. При тоа беше речено дека со парична поддршка се зајакнува студентскиот и средношколскиот стандард. Парична поддршка за младите. Го зајакнуваме студентскиот и средношколскиот стандард. Третиот сет економски мерки е наметен за македонската економија, преку директна финансиска поддршка на граѓаните. Домашната платежна картичка, купувам домашно, ќе ја добијат 324.479 граѓани без аплицирање и без дополнителни трошоци. Тоа се 28 милиони евра пари за граѓаните, наменети за купување на домашни производи и услуги за рестартирање на македонската економија. Парична поддршка за младите од 100 евра, платежна домашна картичка од 50 евра, ваучери за кофинансирање на обуки, тренинзи, курсеви, за IT и дигитални вештија. Ваучерот од 100 евра и платежната домашна картичка од 50 евра офаќаат вкупно околу 100.000 наши млади сограѓани во вредност од 9 милиони евра. Ваучерот од 100 евра ќе може да се користи за покривање на партиципацијата на универзитет или за сместување во студентски, ученички дом или реистриран сместувачки капацитет за студенти и средношколци, додека платежната домашна картичка од 50 евра е наменета за купување на домашни производи и услуги. Свесни сме дека интернет страницата во моментот за некои корисници е недостапна, но тоа дека поради големиот интерес на повеќе од 300.000 лица за кои овие мерки се наменети. Ваучерите за кофинансирање на обуки, тренинзи, курсеви за IT и дигитални вештини офаќаат вкупно околу 10.000 млади лица во вредност од 3 милиони евра.
и ќе можат да бидат користени од средношколци или студенти на возраст од 16 до 29 години. Вака го зајакнуваме студентскиот и средношколскиот стандард, да се продолжи образовниот процес непречено и да се обезбеди куповната моќ на младите. Основното училиште Крсте Петков Мисирков успешно ја заврши учебната 2019-2020 година. Наставничкиот совет го прогласи и правенецот на генерацијата Васил Трајанов од 9-то оделение. Генерацијата 2011-2020 година на основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари беше генерација ученици што постојано се залагаа да бидат секој ден се подобри и подобри. Генерација со ученици со огромен надпреварувачки дух, ученици со голема самодоверба и пожртвуваност за своето училиште, ученици со желба да го промовираат своето училиште, рече пред јавноста директорката на основното училиште Крсте Петков Мисирков Сонја Иванова, која истакна дека од најдобрите за ученик на генерацијата мораше да се избере најдобриот, иако одлуката и селекцијата на наставничкиот совет била исклучително тешка. Од нив кандидати за титула првенец на генерација беа пријавени повеќе ученици. Комисијата за прогласување на првенец на генерацијата според однапред утврдени критериуми ги вреднуваше постигањата на овие ученици. Истата беше дадена на усвојување на наставничкиот совет одржан на 10.6.2020 година и едногласно беше усвоена. Според тоа првенец на генерацијата 2011-2020 година е ученикот Васил Трајанов од 9-то А оделение. Честитки за Васил Трајанов и голема благодарност до останатите кандидати за првенец на генерацијата. Иванова рече дека и покрај 3-месечната онлайн настава, сепак учебната година заврши успешно и сите ученици се оценети реално. Големо браво за сите ученици, за сите деца, за нивните родители, како и за наставниот кадар кој покажаа истрајност, посветеност и одговорност во овие тешки услови на пандемија, да организираат и остварат онлайн настава, односно учење од дома, и успешно да ја завршат оваа учебна година. Свидетелствата на 9 оделенците ќе им бидат дадени на 15 јуни за подготвени да може да се запишуваат во средно образование. Првиот уписен рок во средните училишта е на 16 и 17 јуни. И покрај завршување на учебната година, сепак учениците кои сакаат да ги изразат своите литературни и ликовни способности, можат да го сторат тоа преку учество на конкурси. Објавен ликовен конкурс на тема Омилената приказна од Пушкин, токму во месецот јуни, кој е посветен на големиот поет. Од основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари информираат дека и покрај завршување на учебната година, своето слободно време учениците може да го искористат за учество во литературни и ликовни конкурси. Любителите на ликовната уметност може да учествуваат со своји творби на распишаниот ликовен конкурс од страна на Меѓународниот Славјански универзитет по повод месецот на Александар Сергеевич Пушкин под наслов Омилената приказна од Пушкин. Месецот јуни го посветуваме на големиот руски поет Александар Пушкин, но повод е неговото раѓање на 6 јуни 1799 година, велат од училиштето. Овој конкурс е наменет за развој на творечкиот потенцијал на децата, нивно ангажирање за творечка работа заедно со родителите, а исто така и за развој на нивното креативно размислување. Идејата е да се стимулираат талентираните деца во областа на уметничкото творештво и да ја поттикнат заинтересираноста на децата за творештвото на големиот руски поет Александар Пушкин. На конкурсот може да се пријават ученици на возраст од 5 до 17 години. Секое дело треба да содржи информации за авторот. Конкурсот се организира онлайн и по завршување на истиот ќе бидат објавени победниците. Жирито ќе ги оценува делата според одредени критериуми. За оценување на делата ќе се формира стручно жири, кој ќе прогласи по 3 најдобри дела од секоја возрастна група. Делата за конкурсот може да се испраќаат од 4 јуни 2020 до 30 јуни 2020 година. Наградите се доделуваат по возрастни групи. Секоја возрастна група има по 3 наградени дела. Резултатите ќе бидат објавени на 11 јули 2020 во 12 часот.
Почитувани со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.